Ова е еден друг дел од старо место, стариот град на Краков. Мебендис е убав град, многу, мислам, само ова и стариот дел ја шо го видов. Ама Мебендис е така, тоа што го видов Мебендис. На онаму во далечината е сато, на онаму не знам дали се гледа. И одека е исто е град Битесе, така од... Сега малце ќе покушам да... Еве го ваму, ова е театар, фантастичен театар, прекрасен, како што треба да личи. Еве, овие веројатно надворон дека прават репетишн, прават на некои драми, што е многу, мислам, добро така. Јас и во Бугарија има видено така, прават по јавни репетиции, некојаш дури има и публика на тие, кај што вежба. И многу е така, убаво е, пријатно е, дава некој акцент на култура, на интересно, зрачи со магија, сите се на една страница кај што возрастна игра што се вика, кај што покушува да манифестира друга реалност. Навам само сакав да видам дел од зидините. Не знам дали овие, веројатно сликав на некои слики, ама ги нема на, мислам, на видео, па сакав да направам овдека. Има така нешто као ресторанчина. Интересно, ова е на крајо на стариот град. Стариот град така е негде околу 3-4 километри, така нешто, може помалце, може 2 километри квадратни, али вака, сакам да кажем, исто како Монмартр во Франција, или во центаро на ова, како се вика, на Прага. Овие вика Стариот Краков. Да, и овие го вика Мало место. Или ова интересно како се направени. Мало место или па Стариот град или нешто слично. Ајде, можем и одовде да влезам. Одека има нешто као врата. Исто е ова, еве го вака замок одовде. Не е само зидина е на замокот, не е некоја голема. И е претопен во парков. Така да, интересно е вака, луѓето се шета, еве го. И тука има некоја тврдина, ама како што гледате, ова е... Сите се овие нови реставрирани тврдини се, не се стари. Може имало, што се вика долу, ова основите веројатно се стари, пошто истите ова. Али веројатно ова сето еве, како што се гледа ова тулите, сето нагоре, сето е ова реставрација, не може да биде толку старо, не верувам. Пошто еве се гледа различни, ете долу, ене ги, камењата, чекај се, не знам, кај сум, кај гледам, чекај, тоа не беше во план. Овдека долу ене ги камењата, ете ги, овие се веројатно ене ги камењата овдека кај што завршува. Тие веројатно се оригиналните, ене долу некоја на базата нешто, тие камења што се ене основата. Онаму. Еве ги, сега да приближам, еве ги. Овие се оригиналните, ова сето е реконструкција.
И онаму долу оние камењата што се во фондацијата. Се тоа само ете колку има. Само 2-3 метри има од оригиналното. Ова сето е реконструкција. Инако не може да биде толку прави онаму што се вика овој мосто направено со како под ласер, на пример, и овие сите овие што се керамидите, на пример, ни време ги има нешто, мислам, не верувам, така да. Еве и овдека на зидо, на пример, се гледа, еве го овој белио. Еве се ќе одам на кај него. Али добро е што еве вака веќе се добива целата слика како би изгледал во времето или сите тие работи, ете. Еве го овдека сега. Ајде се позаскрија малце од сонцето, Еве го, овие што се, значи, белите, овие тулите. Дотаму е оригиналното, веројатно, овие камењата. Ова сето што е со керамика, сето е надоградено. Али добро е, вака се е направено, и сега замоко, на пример, е пак она што се вика ландмарк, што се вика место кај што е така што се вика означува ја означува околината, ја означува местото и дава душа на ова. Еве овдека, еве овие што се камењата, еве овие белите камења, веројатно се дел од нив, веројатно се претежно и многу од нив, еве. И овде долу се гледа, еве патеката ова. Овие камењата се оригинални, веројатно. И овдека веројатно стоел некој зид. Али горе онаму. Ова е сето реконструкција. Овие што се долу, овие тулите, еве и овде. Мислам, ова го зборувам затоа што можеме да направиме некој што се вика кај нас да има нешто вака Маркови кули или нешто слично, да биде вака направено рустично, да биде вистински замок, да не оти. И ние снимале вакви, кралови не биле тие нашите подолу од овие. Само тоа е тоа. Овие наши за себе си града замоци, така, ајде да не тупа многу, интересно е. Ова Краков се насе, така ми даде позитивна вибрација, позитивно чувство. И така, да ми се допадна градов. Вика дека е навистина интересен, дека е подобар од како се викаше, од Варшава. Не знам уште, јас себе само што преспијав една вечер во Варшава, немав нешто нешто видено од градот. Право после преспивање, наредниот ден тргнав за Аушвиц, така да немав многу време, ама наредниве 2 дена ќе бидам таму, така да ќе направам некоја споредба. Еве овдека истото тоа што го тврдам со зидините до правовајната и сите тие работи што е нормално, не е нешто сега нема нечија остана, например, таа цела тврдина не е изработена или не во руина вака, сепак има културна намена. Луѓето учија, например, кој бил замок, каков, кој бил тука, кој бил владар и сите тие работи. Сепак си има. И вака исто ме вендисува што секаде има музика. Ој опасен виртуоз.
Еве го наваму е ова сето стариот дел на градот. Фантастично. Убаво местенце, така да. Се на се имам